Назад сме во студио 1, после шоуби следува блокот мода, но пред да го најавам Сергеј Варошлија, кој што сите го препознавате, морам да кажам, Сергеј, бев воодушевен од твојот настап во емисијата Лица, каде што поинаку те видовме кој си и што си и настрана од очите на шоу бизнисот. Бев прилично воодушевен. Благодарам колега Владко, ке се обратам по име. Колеги сме, се познаваме. Ретко кој има прилика да го види моето лице. Не е едноставно да се раскаже тоа што го раскажав јас. Знаете вие, слушнавте сите. Меѓутоа едноставно дојде моментот кога некои работи треба да се кажат. Да, се така надевам. Да ти благодарам на убавите зборови, благодарам на поддршката што имав од сите вас колегите тука. Таму секако имаше делови кои што не ги знаев за твојот живот, но кои што ете на еден елоквентен начин и со еден прекрасен речник ги објасни кој е Сергеј Варошлија. Фала ти. Јас сум еден транспарентен човек пред се, настрана од ова што го работам пред камерата, позади камерата знаеш и ти самиот каков сум. И со задоволство тоа би го споделил со сите и позади, меѓутоа дое моментот и пред камера да се кажат некои работи. Сега се надевам дека не го исклучив она дугме за сега мода. Ке проработи другото дугме и другиот дел во мене. Така е. Благодарам. Да, добре дојдовте со мене, Сергеј Варошлија, во уште едно издание на темата мода. Денеска сакам да поразговараме за феноменот, него е феномен Ким Кардашијан. Зошто ја одбрав неиз? Светскиот шоу бизнис, светот на модата ја третираат како еден од најголемите инфлуенсери на истата тема, на тема убавина, на тема мода и на шоу бизнис, селебрити и така натаму. Зошто е она толку битна? Мене не ми беше јасно со години. Дури не исклучително, него на моменти ја третирав и како американски треш. Не ми беше јасно зошто. Сериозно и се вознемирив кога Ана Вентур реши да ја стави на насловната страна на Vogue. Викав може све, само Ким Кардашијан не. И Ким Кардашијан викав дека не сме да носи haute couture, односно висока мода. Не знаев зошто. Кога се случи таа насловна страна на Vogue со Ким Кардашијан, знаев дека Ана Вентур е визионер и сака да каже нешто. Одлучив да ја посветам внимание, да ја посветам време, да видиме зошто е она битна, да ви го раскажем тоа вас и да го видиме нејзиниот еволутивен процес на темата мода, убавина и естетика, каде била некогаш и каде е денеска. Така да одиме со нејзините почетоци. Ким Кардашијан почнала да гради кариерата како асистентка на Парис Хилтон, односно гардероберка на Парис Хилтон, и помага околу средувањето на нејзиниот гардеробер. И Парис Хилтон буквално ја влечка со нејзе по сите модни настани, случувања, збиднувања. Одиме на следната фотографија. Парис Хилтон е наследничка, има веќе изграден стил, многу е популарна во текот на 2000-тите години, а Ким Кардашијан до нејзе изгледа као матурантка за македонци. Меѓутоа, исклучително ги користи привилегиите покрај Парис Хилтон да научи многу за модата и да свати дека сака да биде дел од светскиот шоу бизнис. Имаме уште една фотографија со Ким и Парис. Како нивната соработка завршува, така Ким Кардашијан почнува сама да гради некоја кариера. Не изгледа добро, изгледа на овие фотографии мене ми личи како оние нашине квази блогерки или квази старлета. Што би се рекло, нема изграден вкус, меѓутоа има многу голема желба и се осеќа дека има желба да се профилира во модниот свет. Леле, на што личи овде? Шо е со чизмичињата? Шо беа тие чизмички? Какви беа тие чизмички? Она на таа фотографија изгледаше како матурантка у автопат Тетово Гостивар. Страшно. Дал да се јавам на Мерлин Монро да ја прашам? Со режија дали е во ред све? Не ми е јасно. Ајде да пробаме што мисли Мерлин Монро за ова.
Нормално дека ново. Страшно. Одиме со следната фотографија. Да. Погледнете. Значи како да ќе оди летен камп у Охрид, ма каков Охрид? Тамо некаде, на граница, Охрид со Албанија. Тамо ќе оди на плажа, така ќе седи, ќе леши. Шо е работава со Ким Кардашијан, не ми е јасно во тие моменти и ја третирам тотално несериозно, пошто изгледа буквално катастрофално. Одиме со следна фотографија, а овде со Сукничево шо е работава? Кај тргна вака? Значи, ви представувам ретроспективно неизни изгледи, каде што она пробува и си игра со модата, меѓутоа го прави тоа на еден многу погрешен начин. Меѓутоа тоа се вика модна еволуција. Одиме со следна фотографија. А овде, каде вака? Каде вака? Овде изгледа као као тајната Бети и Мелита да ја правеле стајлинг. Да ви пукне душата, драги гледачи. Страшна работа. Одиме со следна фотографија. Еве, па, оди на кампување. Ужас, катастрофа. Че да видиме ова Анџелина Џоли што ќе каже за ова глупоштина од стајлинг на Ким Кардашијан. Тој се смее. Леле, какви се смее, би ја набила со тоа роговите, би ја фукнала. Тоа е. Продолжуваме со еволуцијскиот стил на Ким К. Следна фотографија, трансферзалата да вклучиме. Да. А овде каде? Каде овде? У борба, у бој. Као на вчера, девојка со села. Така изгледа. Се тоа на нејза е брендирано, се изгледа добро, али она не изгледа добро. Тоа се одлични парчиња гардероба кои што се погрешно, на погрешна килажа и е све кај нејза многу погрешно. Одиме следна фотографија. А овде што? Ивкова слава. Исто како нашиве, кога ќе тргнат на некоја свадба, а многу сака и љуби француски брендови. Еве го моментот што нашите јавни личности, фала му на Бога на трансферзалава, што нашите јавни личности и матурантки и како и да е, многу го љубат овој дизајн сега. Така едно сјајно сатенско корсетче со едно сукниче и така косата малку на страна. Значи, ова е, луѓе, тешка катастрофа. Али она расте модно. Ви поставувам полека. Тука веќе почнува да сваќа дека моментите на сјај и на што го викаме ние тоа светни угасни и сите тие фустани може добро да изгледаат, меѓутоа она уште изгледа тука, што би рекле, чип. Или изгледа повторно, ќе кажам, као полустарлета. Следна фотографија, трансферзалата. Ау, па, бремена е, не е тоа проблем што е бремена, него што има премногу глупости на нејза. Ова халина ќе изгледаше прекрасно доколку ги нема тие глупоштини од камења. Значи, и она знае да утне, иако станува збор за исклучително дизајнерско парче, али не е за нејза во овој момент. Одиме со следна фотографија. А овде шо е со престилкава? Кај тргна вака? Исто станува збор за брендирано нешто, ама каде тргна вака? Мерлин Монро да се јавим. Така, иначе идоли на Ким Кардашијан се Мерлин Монро и Елизабет Тейлор. Тоа го видовме, одиме со следна фотографија. А овде што? Салфетка за ручавање од ресторан излезена па врзана како машиња. Значи, она прошла буквално све. Следно. Еве овдека. Овде ко некоја си македонска квази дизајнерка да сакала да ја дотера, иако станува збор за исклучително скапа француска чипка. Ким Кардашијан највише сака Живанши, највише сака Балман, највише сака Ив Сен Лоран, ги сака многу француските куќи. Не изгледа добро. Одиме понатака. А ова шо е? Ова е Гучи, меѓутоа на нејзе изгледа како да е купено на пазар. Али расте модно, како што и сами приметувате како ве пренесувам преку овие фотографии, она изгледа се подобро и подобро. Тука веќе она почиња модата да ја третира на еден многу посериозен и многу покласи начин.
тука имаме повторно остатоци од она малку старлета да бидам. Така е. Многу подобро изгледа кога е тенка. И веќе имаме тука една сериозна модна еволуција, кога ова се исклучително скапи парчиња, ова е дизајн на Балман, кој што рачно се работени, меѓутоа она веќе знае да ги носи, тука е веќе во една друга фаза. И поглед, ова е веќе таа модна еволуција која она ја доживува. Тие се премногу елементи, везови, чипка, бисери, камења, пердови, меѓутоа кај неизе изгледа тоа буквално како што треба, мејкапот е минимализиран, косата е перфектно изработена, веќе неизиното држење е другачие. Така е, перфектно модно парче. Еве едно од моите фаворити, таа наметка метална со камења, дефинитивно прекрасен моден добиток. Гледате како она од една девојка која што изгледа буквално како да се дотерала за укамп или како да тргнала на Ивкова слава, изгледа веќе совршено. Овој неизин процес трае 10 години, значи модна еволуција не се случува преку ноќ. Модната еволуција кога си во моден свет се учи. Морам да кажам дека Kanye West ја научи на многу работи. Ова се исто едни од неизините последни одлични изданија. Еве на претходната на неколку фотографии претходно каде што беше во тегет фустан исто беше бремена, изгледаше катастрофално, овдека повторно е бремена, меѓутоа изгледа перфектно и модно. Од чизми до фустанот, до халината изгледа совршено. Ова е на последната Мет Гала, каде што незиното тело е дефинитивно ремек дело. Ова е една фигура, една биста, како една жена треба да изгледа. Перфектна креација на Донателла Версаче. Мет Гала повторно, инспирација голата халина и Шер со Kanye West изгледа совршено. Овие се тие незини урбани или улични кул изданија. Акцентот е на Тексас јакната со тие провидни чизми. Веќе оди во минимал варијанта, што мене исклучително многу ми се допаѓа. Ја бои косата во плаво и оди на едни минималистички елементи во однос на гардеробот и на обликување. Погледнете колку е тој стајлинг перфектен. Нема ништо пренагласено, нема камења. Само веќе е доведена во степен кога е доволно сама неизината појава и гардеробата не треба да биде пренатрупана, не треба да биде експлицитна. Оди на варијантата дека минимализмот е ултимативната форма на совршеност. Дали на оваа фотографија нешто повеќе од гардероба потребно? Апсолутно не. Еве ги, на крај ги оставив за мене неизините најдобри модни погодоци. Црн минимал костим со совршена колоритна коса во роза ефект. Погледнете каква модна еволуција има оваа жена. Јас немам зборови, ова е по мој вкус совршено и најдоброто од неизе. Веќе имаме и елеганција во незиното движење, во фигурата, во мејкапот, во погледот. Не изгледа како девојка со села или како американка од бензинска пумпа, како што ја видовме на почетокот. Погледнете ги сандалите, нюд, све е совршено искомбинирано. Не, како да не дадеме еден аплауз. Браво, секоја чест. И да го удриме акцентот, дефинитивно ве пренесов преку неизиниот моден и еволутивен стил, да на крајот од денот или сега во моментот она успеа неизиното лице да го направи не милион, билион долари и од своето лице и од својата појава да направи еден мултимилионски и билионски бизнис за да продава производи за убавина. Ова е една од моите најубави фотографии, бидејќи многу ја сакам таа совршено рамна коса, многу ми се допаѓа она како изгледа со плава коса, со минималистички мејкап и црно. Така да
да видим уште некои фотографии. Перфектен мејкап. Замислете само каква е таа модна еволуција. Погледнете. Совршено. Така да, гледате, секој има право да погреши, грешала и она, можете да погрешите вие и не е ништо страшно. И она околу нејзе имала стручњаци кои ја советувале како треба да постапи за да го даде најдоброто од себе и верувам дека ќе чекаме од нејзе уште многу работи. Немојте да имате предрасуди спрема нејзе затоа што ги имав истите и јас. Меѓутоа морав да надминам, да размислам, да направам анализа што, како и зошто се случувало на тоа поле и зашто е денеска не една, него единствената толку инфлуентна личност на тема на модата. И за крај ќе се јавам на Мадона, да ја прашам што Мадона ќе каже за тоа лице. Трансферзала. Така е, преубаво, прекрасно. Ќе ви се заблагодарам од мене за денеска. Ќе се одјавам од Студио 1 и се гледаме утре на истата тема мода на истото место. Имајте убав ден. Поздрав.